Прогнозата е дека економијата ќе се намали за 3%. Итните рати за отплата на долгот се 1/3 од домашното производство. Во ваква ситуација Украина очено бара спас. Премиерот Арсений Јаценјук не бираше зборови кога во парламентот порача: Земјата е на рап на економски и финансиски банкрот. Николај Ѓоргиев, шефот на мисијата на Меѓународниот монетарен фонд за Украина, најави итна помош од 18 милиарди долари со додатни кредитни гаранции од земјите членки во износ од 9 милиарди. Финансиската поддршка ќе изнесува 27 милиарди долари во текот на наредните 2 години. Но еврокомесарот Оли Рен кажа дека за да ја добие помошта Украина треба да воведе строги мерки на штедење. Финансиската помош ќе помогне да се стабилизира се полошата финансиска ситуација во Украина и оттаму ќе биде витален дел за мирно и договорно решение на кризата. Повеќето во Киев ја поздравија поддршката, но некои ги загрижува како ќе се потрошат парите. Ни нудат лажна надеж, затоа што ова е кредит, а кредитите треба да се отплаќаат. Ако некој ги украде парите, не е праведно ние да ги враќаме. И Американскиот конгрес понуди помош. Вчера обата дома усвоија мерка за заем од 1 милиарда долари. Водачот на демократското мнозинство во Сенатот Хари Рид вели тоа вклучува дополнителни 100 милиони директна помош. Ова денес е само почеток. Горцум на колегите што застанаа во поддршка на украинскиот народ. И покрај ретката надпартиска согласност во Конгресот, републиканскиот сенатор Линдзи Греам мисли дека треба да се стори повеќе. Дали САД и партнерите во НАТО на барање на украинскиот народ треба да му дадат дефанзивно оружје за да се опорави армијата оштетена од проруските елементи? Ја мислам да. Ако сакате Путин да се замисли што наредно да направи, треба да плати поголема цена од онаа за Крим. САД размислуваат за натамошни мерки што би ја изолирале Русија, но постои загриженост дека новите санкции би можеле да наштетат на економиите на САД и Европа.